Здраво, добро дојдовте во Македонски идол. Дојдовме до делот наречен театар. Ги избравме најдобрите, а сега и тие ќе треба да ги преполовиме. Така е, жирито и кандидатите ќе имаат тешка работа. Останете на овој канал. Пред да започнеме со процесот наречен театар, малку ретро. Се уште сме во десерет, со добра причина. Стигна вечерата. Но што е уште поважно, стигна и судиите да им се обратат на кандидатите кои го поминаа денот на рефрените. Имаме судиите, тие имаат нешто да ви кажат, некаде пред крајот на овој ден. Имаме една добра и една лоша вест за вас. Јас ќе ви ја кажам добрата вест. Добрата вест е тоа што сигурно еден од вас е следниот македонски идол. А за тоа треба уште многу леп да изедат. Келнер, леп. Бидејќи јас сум гробарот во ова жири, ке се видиме. Но, лошата вест е што од сите вас, драги мои, ќе останат само 20 за 3 дена. По аплаузот молк на некој им застана залчето в грло. Да не прашате нешто доколку има нешто сега ви е моментот, прашајте. Дали ќе давате матрици што да пееме или ќе бираме ние? Значи, штом се влезе во театарот, почнуваат и матриците, но не утре. А подоцна ќе си добиете Задачи. Значи, уште еднаш да се договориме. Песна што веќе е испеана, немојте ни да помислувате да ја активирате уште еднаш. Се надевам дека сте доволно креативни дека постојат повеќе од 4 песни во Македонија. Може? Дали повторно ќе пееме само рефрен од една песна или целосно? Целосно. Ја мислам дека ова шок терапија беше доволна, само рефрен. И таква траума не би било убаво да ви направиме уште една. Само што колку беше траума за вас беше. Јас мислам, доста прашување, доста зборување, пријатна вечера, пријатна вечер, одморете се и се гледаме утре во театар. Сабајлена застава у 5 саат, у 5:30 гимнастика има. И после тоа ве чекам на политичка обука. Ве молам, одмарете. Чао. По оваа шок терапија, кандидатите сепак собраа сили да ги испратат судиите со аплауз. А сега, сите на спиење. Повторно сме во центарот на Охрид. Од тука почнавме да одбираме кандидати, а сега не си заминуваме додека не дојдеме до 20 финалисти. Очекуваме многу добри гласови. А еве, што не очекуваме. Остаче нам наше маске. Ови зидови душе имају. Признавам јас пред Бога и пред себе. Дали има на овој бели свет? Ја те пјесмом зовем, жена твога миловања. Срце моје виолина, што ја дираш каде знаеш да свираш? Добро дојдовте назад. Сега, љубители на музиката, можете комотно да си ги извадите тампоните од уши, затоа што најлошото помина. Аха, најлошото помина, но за секој случај можете да си оставите едно. Кандидатите полека, но сигурно почнаа да се намалуваат. Се надевам и дека квалитетот ќе почне да се зголемува. И жирито работеше доста напорно, па беа и многу критични. Да не спомнуваме имиња. Тамбазов и Михайловски. Добро да не спомнуваме имиња, ајде. Да се одиме од сценава да не побарате од нас да пееме. А како се снаоѓаат оние кои требаше да пеат? Увек ќе бити онако како е. Си шетав по Сови и ме примија 3 девојчиња, па се спиев со нив со вас, со 3 девојки. Затоа си ти толку насмеан денес.
Some people live just for the fame. Кој сака да стане славен како нашите суди? Ова е топ страшно. Следното утро, кандидатите полека се собираат пред театарот, свежи и одморни, подготвени да испеат најдобро што можат. Лажам. Кандидатите се уморни и ненаспани од претходната ноќ. Но во секој од нив има доволно страст да отпее како никогаш досега. А како ја поминале ноќта? Пособи да, имавме време за се. Добро беше супер, иначе пред тоа малку се изморивме, ама помина. Се добро беше. Вчера свиревме, малку одмаравме, но легнавме околу 4,5 сата. Тешко ми, стварно ми е тешко. Не сме спани во 4, легнавме, веќе 3 сати сум се оспијан. Ќе гледам да издржам некако морат. Морално ние да издржиме, се потрудиш колку што можеш да дадеш од себе. Моралното е во рацете на судиите. Денес ги чекаат важни одлуки. Човек да се запраша на кого му е потешко, на кандидатите или на судиите. Да се застане на театарските даски, за мене представува како да се застанал на месечината. За некои луѓе тоа е одење по дрвен пот. Првиот момент, првиот удар беше кога стигнав пред театарот во Охрид и кога ги видов со куферите како стојат пред вратите од театарот. Во првиот ден 100 и кусур кандидати, повторно по свој избор, ќе пеат а капела, или што би рекле западните македонци, наголо ќе пеат децата, без матрица, без инструменти. И тоа ќе биде исто еден убав тест, кој се чувствува пријатно на таа сцена. Тоа ќе го видиме и Калиопи, и Игор, и јас, и вие ќе го видите тоа, затоа што тоа едноставно не може да се сокрие, затоа сите звезди се таму каде што се, затоа што се чувствуваат пријатно на сцената, тогаш и на луѓето им е пријатно да ги гледаат нив на сцената. Од тие 120 ќе се направат 70-тина, можеби и повеќе, се во зависност од тоа дали има квалитета, има квалитет. И во театарот продолжуваме со регистрација. Вие што сте стигнале до тука, веќе добро знаете како оди тоа. Ве погледнуваме вас, па гледаме во сликата, па пак во вас. Ако се совпаѓа, ние заокружуваме, а вие добивате бројче. И така се до последниот кандидат. Абе, не, мамо, ајде на интервју sa мајке ти се јаво после, ајде. Импресии. Па, она ме... Импресии. Едноставно ми е убаво. Се чувствувам убаво со пријатели, со друштво. Прекрасно. Искрено, да. Се чувствувам феноменално. Најдобри сте. Има многу, многу бројни се. Македонија изгледа има многу таленти. А по оваа изјава, журка, журка. Сакате да знаете што се случува? Многу брзо ќе ви стане јасно дали имате талент и сте за тука, или досега ве следала само среќа. Подобро пеат кога не се на сцената. Ајде да ги видиме судиите во собата за чекање и кандидатите како пеат без трема. Да можеш, а така сите ќе поминеа. Не може, затоа голем дел од нив отпадна. Дали следната група е меѓу победниците, или? Или оние другите. 147 кандидати треба да преслушаат судиите денес. Нема време за губење. Сега принципот е следен. Излегуваат 10 кандидати на сцената, секој истапува напред, пее по еден рефрен и се враќа назад. Не добиваат никаков фидбек од жирито. Единственото нешто што од нив ќе го слушнете е... Следниот. Така слушам натре. Ке има солзи. Добре да и да има солзи, затоа си тука. Ке ги гушкаш, ке ги тешиш. Да, возбудена сум. Многу сум возбудена. Сакам да се представам најубаво пред жирито и не знам да им оставам печаток дека добро пеам. 5 машки, 5 женски во првата група.
Се би дале сега да знаат што му кажува Калиопи на Игор, но тоа не е нивна работа. Тие се тука за да пеат. Број 1. Истапи еден чекор напред. Пеј. Drain the veins in my head, clean out the reds in my eyes to get by. Security lines, dear X-ray machine. Pretend you don't know me so well, I won't tell if you lie. Cry, cause your dad's been brought up. Drinking cause you're looking so good in your Starbucks cup. I complain for the company that I keep. Би сакале да знаеме што мисли нашиот кандидат сега. Број 2. Пеј. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I love you. I gotta say true. Mama always got me on my knees. I beg him, please stop playing games. I don't know what is this, but you got me good. It's like I knew you would. I don't know what you Број 2. Доволно. Благодарам. Број 10. Повели на буквата Т. Пеј. Исток, запад, север и југ, зову путеви, чуjem им глас. Бити путник е зачаран круг, свака цеста ми доноси спас. Путуjem ја, увijek bez kofera. Putujem sam i za sebe ja ne gledam. Благодарам. Врати се на место. Налево круг. Откако секој го отпеа своето, во ред по еден сите тргнаа кон излезот, без да знаат што мислат судиите за нив. А надвор ги чека Ивана, која нема да молчи како жирито. Сите задоволни како беше, што беше? Ми кажете импресии? Задоволни Петка. Светло имаше сцена, имаше сега. И светло имаше. Светло имаше. Многу сериозно живите. Просто да не веруваш. Научивме да уживаме во тишината. Најмалата ги кажа најмудрите зборови. Кога тие застана на сцената во театарот, веќе се почувствува некако поодважно, посигурно дури, морам да признам, од сите претходни аудиции. И тоа беше многу убаво да се види. И кога ќе ја почувствуваш сцената како простор кој ти треба да го освоиш и е твој и се чувствуваш пријатно, тогаш си победил голем дел во себе си како личност, со што можеш да се носиш понатаму како предизвик во оваа професија. Тоа се оние моменти кога никој никого не прашува можеш, не можеш, лесно ти е, тешко ти е. Сцената ќе биде неизбежен дел од нивното постоење, од неговото, од тој еден што ќе биде одбран за жал. Те ми се конкуренција и другарче од мене ми е конкуренција. Може да се каже од ми е конкуренција. Шо така изминати ли мене ме видовте до сега? Јас си последно ба. Ќе поминеш. Од Ивана сигурно има да. Машка група, вие сте наред. Број 7. Пеј. What I gotta do to make you love me? What I gotta do to make you care? Yeah, what do I do when lightning strikes me? Oh, and I wait to find that you're not there. Ooh, what I gotta do to make you want me? Oh, what I gotta do to be heard? Доволно. Дали е тоа прво па машко? Број 8. Пеј. Falling along with your favorite song. I'm gonna sing it all night long. I'm gonna dance with somebody, dance with somebody, dance, dance, dance. I'm falling along with your favorite song. I'm gonna sing it all night long. I'm gonna dance with somebody, dance with somebody, dance, dance, dance.